аргументите не се голи политички тези, туку дека се суштина во насока да се подобри самото функционирање на регулаторната комисија за енергетика. Она што е особено важно е дека во изминатиот период цените на енергенсите растат, таа е впечатокот дека владата и институциите кои што се задолжени за тоа, како што е регулаторната комисија за енергетика, едноставно тотално неуспешно се справуваат со целиот овој бран на поскапување и доаѓа оној суштински аргумент дека е недоволно, односно дека е многу повеќе од потребно да се трошат вака финансиски средства и во ваков облик, а за работи кои што не се вршат, а кои што се во основата на функционирањето на таа регулаторна комисија. Би сакал да прокоментирам неколку актуелни случувања од минатиот пат кога бевте тука господине Веселимовски. Потоа ќе поминеме на бројките да образложам зошто се уште стојам на тврдењето дека вака предложениот финансиски план е апсолутно непотребен и дека треба да доживее суштинско преместување на средствата за да го направите она кое што ви е и основно во работните обврски, а тоа е да ги заштитите потрошувачите од ценовните шокови кои што и како изминативе неколку недели ги погодуваат. Првото, вашата изјава дека граѓаните треба сами да го гледаат броилото, и заради тоа што граѓаните не го гледале броилото, затоа имаат повисоки сметки за струја. Сметам дека тоа е несериозно и дека не треба да си дозволите да давате такви изјави, затоа што тоа е на некој начин подценување на самите граѓани. И не е дека граѓаните не го гледале броилото и дека заради тоа плаќаат поскапа електрична енергија, туку во суштина електричната енергија е многу поскапа од тоа што била. Понатаму доаѓа логичното прашање зошто во целиот изминат период вие како комисија и покрај тоа што во членот 23 ви е дадена законска можност за да ги заштитите потрошувачите, немавте никаква препорака кон оние кои што се надлежни, односно владата, како да го заштитат интересот на потрошувачите, граѓаните и стопанството. Понатаму јас не видов никаков јавен притисок од ваша страна, освен кога ги поздравивте мерките донесени од владата. Тоа го видов. Излеговте на телевизија на еден национален дневник и кажавте фантастични се меркиве за владава, ова што го предложи владава, тоа е она што ни требаше, а и покрај тоа што видовме дека пред да се донесат мерките, кога се донесува мерките, вашата комисија, конкретно вие бевте критикуван заради тоа што 2-3 недели вас ви треба да го направите, да ја направите онаа стабилизација на пазарот помеѓу трговците и потрошувачите. Трговците велат намалувањето на маржата од 33% е премалку и нема да ги даде очекуваните би рекол стабилизатори на состојбата. Потрошувачите нормално е да ги фаќа паника заради тоа што во изминатиот период со се што се соочија секаде настана фијаско. И ние не видовме никаква ни препорака, ниту па нешто суштински да се понуди на луѓево. И тоа доаѓа до они, би рекол, извештај на Европската комисија, каде што се нотирани и политички влијанија во вашата комисија. А понатака во моето излагање ќе ви докажам зошто вашата комисија, наместо да биде независна, е политички инструирана и вие се ставате во услуга на оние кои што се на власт, треба да бидете независен, ама не се ставате во услуга на крајните потрошувачи, нешто што ви е законска обврска. Понатаму дадовте една изјава дека ние сме комплетно зависни од увоз на газ од една држава, но не понудивте алтернатива, односно не направивте јавен притисок за да оние кои што се одговорни, а кои што се ваши многу добри пријатели и кои што ја диктираат цената на струјата неколку часа пред вие да имате комисија, а вие сте независен, треба да им дадете јавен притисок, да направите јавен притисок за луѓево да најдат начин како ние да не бидеме толку зависни од тој уvoz, заради тоа што утре вие, како председател на таа регулаторна комисија, ќе треба да ги аминувате поскапувањето на цените. Направете јавен притисок. Имате даден член во законот, ви го кажав, член 23, вие сте таму и народот таму ве плаќа за вие да го чувате интересот на потрошувачите, а не да ги именувате, односно аминувате поскапувањата кои што ви ги доставуваат од владата. Понатаму, сите мерки кои што ги донесовте до сега, сметам дека се донесени на памет, се донесени со задоцнување. Сега ќе ви кажам и зашто. Од една страна велите дека треба да се намали маржата на трговците, од друга страна не вршите никаков притисок за намалување на акцизата. Еве, вие сте човек кој што ја разбира тематикава и малку ќе разговарам послободно со вас. Што мислите вие? Кое ни е подобро? Дали актуелното на власта, каде што акцизата се намалува согласно цената на барелот на светската нафта, и ако е над $107,
до 120 чи нам беше, тогаш граѓаните по основна акциза ќе се ослободат за 1 денар. Ако е од 120 до 134 за 2 денари и над 134 до 160 4 денари. Или е подобар предлогот на опозицијата фиксно намалување на акцизите од 9 и од 12 денари по литар додека трае кризава, што е подобро за потрошувачите? Дали е подобро ова фиксно или е подобро ова што вие го нудите? Зошто? Заради тоа што на крајот од денот вие можеби ќе памтите една ситуација од 2011 година, тогаш барелот на нафта беше многу поскап него што е сега. И тогаш имаше скапи цени на горивата и тоа е факт. Но ако видиме дека на иста цена на барел, тогаш цената на горивата било од 60 до 65 денари, а сега е над 10 денари. И зошто е тоа така? Затоа што давачките кон државата сега се многу поголеми. Сега, вие, како одговорен претседател на регулаторната комисија, согласно членот 23, сте морале да им кажете на овие од владава дека мора да најдат начин како да ги намалат трошоците за да можат крајните потрошувачи, дали се транспортирите, дали се превозниците, дали се домаќинствата или семејствата или граѓаните, како да имаат пониски цени на горивата. Не може од една страна ние да носиме дека ќе ги казниме трговците и ќе им ја намалиме маржата и покрај тоа што исплаќаат плати и се учесници во целиот економски систем во државата, а од друга страна да се ќутиме кога тие средства што ги плаќаме по литар на гориво, дали бил дизел, бензин, влегуваат во буџетот. И сега тука се поставува основното прашање, зошто не реагирате? Затоа што сакате тие средства да влезат во буџетот, за да можете вие да ги трошите парите, односно за да може да трошите 83 евра на ден за кафе, за да можете 5000 евра дневно да трошите, за да вашата комисија функционира. Ја тука не можам да најдам логиката. Еве, кажете ми вие сте стручњак, грешите ваму, и ваму, но бројките се немилосрдни. Јас тука имам соодветна анализа, и ќе ви кажам дека не е нормално по 22 денари од литар гориво да влегува во државен буџет во услови кога имаме ние криза и кога државата прогласи нафтена криза. Тоа за мене не е нормално. Понатаму дадовте уште една изјава дека сега цената на струјата ќе се детерминирала по 3 блока, односно како ќе растела потрошувачката, така ќе растела и цената. И сега таму вие не дадовте одговор што значи тоа просечна потрошувачка. Тоа просечна потрошувачка. Се дали одговор, тоа е статистика. Каква е таа статистика? Дали мене ова ми личи како превес на потенцијални нови поскапувања, но ајде да не кажеме вака за да луѓе во него почувствуваат тоа, затоа што велевме дека нема да се остварат апокалиптичните сценарија за 50% изголемување на струјата. Ама што е ова? Кажете им на граѓаните какви ќе бидат тие 3 блока и кажете им дека некои домаќинства ќе плаќаат поскапа енергија. Не е точно дека некои ќе плаќале помалку, а некои ќе плаќале повеќе. Ако не се зголемува цената на струјата, тогаш зошто правиме 3 блока? И она ваше објаснување дека големите потрошувачи кои што нерационално користат струјата, на овој начин ќе плаќаат повисока електрична енергија или ќе бидат рестриктирани од системот, не држи вода. Фактот на крајот дека вие повторно ќе ја поскапите струјата, затоа создавате 3 блока. Тоа е ноторен факт. И понатаму, мене ми пречи една ваша изјава, која што дадовте, а тоа дека во оваа држава живеат експерти, не знам тоа како го формулиравте, кои што немаат појма од животот, но кажувале како треба. Господине Бесримовски, тие кои што вие мислите дека немаат појма од животот, ве плаќаат вас. И вие од тие луѓе земате плата. И вие сте најмалку појма да кажувате кој има појма, а кој нема појма. Тоа е ароганција и тоа е одредена агресија на одредено јавно мислење дека еве народот не знае, ние знаеме, но ја мислам дека е малку обратно. Дека народот знае, вие појма немате. Сега ќе ви кажам и зашто. Зашто секој месец народот си ги плаќа сметките од свој џеп. И народот знае колку плаќал пред една година, а колку плаќа сега. Тоа се чувствува секаде. Бизнисмените знаат колку плаќале пред една година, колку плаќаат сега. Кога ќе влезете во маркет, можете да ја почувствувате колку и тоа на некој ќе му изгледа смешно, разликата во температура. Факт, тука меѓу нас има и приватни стопанственици. Факт е дека луѓето штедат затоа што поскапо плаќаат. Тие имаат појма, а можеби вие немате појма заради тоа што на секој први вие земате плата од тие кои што се така наречени експерти, а кои што според вас немале појма. И јас ќе ве замолам, граѓаните на оваа држава, малку повеќе да ги цените, затоа што граѓаните на крајот од денот си носат суд.
А по она што се реакциите во јавност и она кое што вие го правите со комисијата, јас не сум уверен дека немаат појма. Јас мислам дека, ево отворено ќе кажам, вие таму не знаете што правите. И на крајот сакам да ми одговорите како е возможно да бидете независна комисија, а министерот Бектеши 6 или 7 часа пред вие да донесете цената на електричната енергија на еден ТВ дневник да каже колку ќе биде олеснувањето. Кој е сега тука независен? Како може, од кај знае тој човек или тој ви кажува колку да биде поскапување? Од кај знае министер каква одлука ќе донесе регулаторно тело кое што треба да е независно? Или вие сте независни затоа што таму ништо од вас не зависи? Не е во ред. И сега, на крајот, кога не знаеме што да кажеме, ние сме земја на експерти. Прво треба да се срамите од таквата изјава. Но, тоа нека иде на ваша совест, а граѓаните ќе си кажат кој што треба да се срами. Ајде сега да преминеме на бројкиве за финансискиот план. Прво едно прашање кое што сакам да ви го поставам и ќе инсистирам да ми биде одговорено. Дали и вие ќе ги намалите трошоците по препораки од владата? Ковачевски излезе и вели ги замолува функционериве да ги намалат за 50% за репрезентација службени возила патувања, но гледам тука кај во планов дека кај вас тоа не е случај. Дали вие ќе го намалите заради тоа што Ковачевски рече тој што нема да ги намали ќе има санкции, а јас ќе ви помогнам и еве кажав тоа пред неколку дена. Ние ќе поднесеме сега кога ќе го донесете кога ќе го поднесете ребалансот на буџетот, амандман да се скратат сите ставки. Не тоа да остане на ваша добра волја дали вие ќе ги користите, не, туку нема да ги користите и ние ќе поднесеме амандман сите тие средства да бидат одземени и да бидат прераспределени во други цели. Да не може вие да управувате со тоа, па дали ќе било 50, па не знам дали ќе имам или немам, не да имате средства на таа ставка и тоа ќе го направите доколку се грижите за граѓаните. Ајде да поминеме на бројки. 90.742.689 денари годишно ви се потребни за функционирање на вашата независна регулаторна комисија, односно 5.580 евра дневно, 16% повеќе за 2 години, односно највисокиот износ за функционирање на регулаторна комисија до сега. Тоа е вака прилично сериозна сума за вакви времења и кога ќе видиме дека вие ништо не правите освен тоа што ги минувате поскапувањата, ја лично сметам дека овие пари се премногу за вашата комисија. Понатаму во 2022 година, како што кажав, 83 евра за ден на кафе, односно 5000 денари дневно. Нема логика ова. Не е во ред ова кога во моментов имаме поскапување на сите енергенти и кога граѓаните пуштаат грејење во 22 часот за да го стоплат домот пред да заспијат. Нема никаква логика. Прво треба од вас да почне, па за граѓаните да го следат овој пример. Не можете вие да се однесувате на овој начин, а да очекувате дека граѓаните ќе го следат примерот дека треба да имаат рестрикции, дека треба да штедат. Прво вие ќе почнете, па потоа граѓаните ќе ве следат. А не вие да им кажувате на граѓаните и стопанството како тие треба да се однесувате, а вие да трошите 5000 денари деневно за кафе. Тоа нема логика. Понатаму, вие во вашиот извештај можеби несвесно сте го покажале реалното покачување на струјата. 33% повеќе имате предвидено за поскапување на односно сте ја качиле онаа ставка за сметките за струја кои што треба да ја плати вашата комисија. И сега колку е поскапувањето? 9% е поскапувањето кое што вие го донесовте или 33%. Зошто ќе издвојувате толкава повисока сума на средства ако поскапувањето е 9%? Значи не се поклопува тука математики. 39,5% повеќе за бензин и нафта. Значи вие сте знаели дека има поскапување и вие немате намера со интервенција и преку јавен притисок да ги натерате од вие владата да ги намалат давачките кон државата и затоа 39,5% ќе трошите повеќе за нафта во службените возила или тука можеби имате намера да набавите ново службено возило. Видовме дека владата тука нешто во изминатите 2 години купила 145 нови службени возила, па вие можеби повикани од тој пример си велите кога можат другите, зашто да не можам и јас? Затоа што веројатно кај нас во државата така функционираат работи. 1760 евра месечно за одржување на нова зграда изградена пред 5 години.
Па тука ни кажувавте како таа зграда изградена пред 5 години била амортизирана, па немало документи, па некој ја градел, па не водел сметка, па пробавте да политизирате, но одговорете како е возможно месечно 2000 скоро евра да се даваат за зграда која што е стара 5 години. Стварно не можам да најдам логика тука. Не ми е јасно мене што правите таму. Дали пред да донесете да пуштите вакво нешто у собрание, има некој да ве посоветува што е ова. И сваќате се колку смешно звучи ова кога ние го зборуваме тука, а граѓаниве се соочуваат со вакви проблеми во секојдневната потрошувачка. Дали ви е јасно зашто правиме тука моја? Понатаму 450.000 денари наемување на печатарски уреди. 4 милиони денари за службени патувања, 20% повеќе. 50 вработени, 5400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги и плюс 5 вработени година. Можевме во овие 3 продолженија да дискутираме за економската логика, од оваа перспектива, со ваквите поскапувања и со ние кои што можеби денеска ќе бидат на крајот од денот. Ја не можам да преюдицирам затоа што не сум министар за економија и не знам, можеби ќе треба да видиме Бектеши што ќе каже денеска. Затоа што вашето, нели, непартиско регулаторно тело, односно независно ќе го каже, но мене ми изгледа по она како идат цените на берзите дека ќе има повторно нови поскапувања и навистина сметам дека вака поднесениот финансиски план не треба да добие поддршка од ниту еден пратеник, затоа што не е нормално во услови на криза тие кои што се најповикани да се однесуваат најнеодговор. И тоа е факт. И навистина однесувањето во медиумот во изминатиот период, а и сите овие бројки кои што се ги предложили укажуваат на тоа дека сето она што го говореше опозицијата како аргументи било точно, а особено ќе се задржам на кадрите кои што се во регулаторната комисија. Ние во овој мандат имавме можност да гласаме за неколкумина и за сите до еден изнесовме докази дека се против законски именување, дека сите имаат политички бекграунд, дека го немаат потребното искуство, дека и оние кои што се потенцијални кои што треба да имаат да се именувани не ги исполнуваат законските услови, но вие повторно сте тврдоглав, особено и овие од мнозинството кои што ви помагаат, но треба да знаете на крајот од денот дека одлуките кои што вие ги носите некој треба да ги плати. А ги плаќа стопанството, ги плаќаат граѓаните и затоа сиромаштијата во оваа држава расте. Затоа што вие не ги користите законските можности кои што ви се дадени, току ги користите оние законски можности само да ги послушате овие од власта кои што не сакаат да се откажат од луксузот да прибираат толку високи цени по литар на гориво. Се надевам дека ќе ми одговорите на прашањето и ќе се вклучам во понатамошниот тек на дискусијата.